Добар ден, јас сум Драган Антоновски. Ова е мие интервју. Гостин, председателот на Република Северна Македонија, Стево Пендановски. Добар ден. Добар ден. Завршија празниците. Мислам дека ги поминавте во Охрид. Не за цело време сум во Скопје. Сеедно. Како ја коментирате последната информација која што добивме од УНЕСКО дека Охрид станува загрозен град? Јас пред година и половина, по првите предупредувачки сигнали, да ги наречам, или извештаи кои навестуваа неповолен развој на настаните, токму во Охрид, значи пред 2 лета, го повикав градоначалникот и луѓето кои се надлежни во нашите институции за следење на препораките на УНЕСКО. И во тој период се договоривме да постапиме по тој сет на препораки. Први, да ги наречам, пред година и половина. Дали во меѓувреме, заради изборите кои ги имавме, дали поради некои други работи, изборите, пандемијата, изборите 2 пати ги одложувавме и така натаму, јас не знам, меѓутоа факт е дека овој најновиот извештај на УНЕСКО кажува дека практично во изминатава година и половина направени само козметички измени и тоа не е доволно. И лоши се најавите кои ги слушам, а тоа треба да ни го потврдат надлежните органи, дали е возможно наредниот период од овој статус, значи на град под заштита на УНЕСКО да биде добро во опасност, како го именуваат со вокабуларот на УНЕСКО, кој е една од предфазите кон евентуално, не дај Боже, губење на целиот статус на град на УНЕСКО. Мислам дека во таа насока е добар потегот на премиерот кој пред 2 дена ја собра целокупната влада и особено ресорните министри и подели задачи во однос на препораките на УНЕСКО последни кои се. Мислам дека треба брза акција на државата, мултидимензионална, значи во различни ресори, не исклучувам локалната самоуправа, бидејќи е апсолутна катастрофа ако се дозволи да УНЕСКО го изгуби тој Охрид, да го изгуби тој статус. Јас се надевам дека наредните месеци ќе видиме конкретна акција на државните органи, а не како минатиот пат да останеме само на реторика. Добро, почнеме така заради тоа што ме информира кога требаше да го правиме претходно интервјуто дека можеби ќе видите за празниците таму. Сум бил претходно и ќе одам, здравје Боже, меѓутоа заради пандемијата мислам дека беше најдобро да ги почитуваме препораките на комисијата и на докторите, дека треба да останеме во кругот на семејствата, не мора во пижами, меѓутоа во кругот на семејството. Така, тема број 1, бугарското вето. Деновиве специјалниот представник на Република Северна Македонија Владо Вучковски се врати од Софија, му испорача ново пакетче. Знаете што содржи тоа? Да. Значи станува збор за во јавноста, колку гледам, барем во еден доминантен дел од јавноста, дебата која е испровоцирана од политичката опозиција, на што апсолутно има право, која вели дека станува збор за некаков анекс или протокол на договорот кој го имаме од 2017. Се извинам, а не за она за што навистина станува збор. Станува збор за акционен план кој ние го понудивме во наредниот период и на кој тие сега одговараат. И во тој акционен план, понуден од наша страна, нема апсолутно никаков помен од идентитетски белези, од јазик, нација и така натаму и така натаму. За што станува збор? Под декемвриското де факто вето од Бугарија, бидејќи тоа сепак беше одлука на Европската унија каде што не се постигна целосен консензус, ние понудивме сет на мерки кои би требало да ја олабават, да речам така, атмосферата во наредниве месеци, бидејќи знаете дека Бугарија има предвремени парламентарни избори, веројатно март или април, и во тој предизборен период е многу тешко вие со ладна глава, зборам за колегите од Софија, да влезете во расправа за прашања за кои претходно во и период кога немавме избори пред нас, не можевме да се договориме од познати причини. Значи, во овој момент ние разговараме за, да ги наречам, неважни, меѓутоа странични прашања на главниот проблем. Што зборуваме за инфраструктура, за образование, за медиуми, за подобро поврзување во различни области кои се во енергетиката, кои се врзани со главниот проблем. Главниот проблем го знаете, инсистирањето на Бугарија дека во идентитетските маркери на македонската нација треба пред 44-та да се потпише дека биле бугарски, односно дека корените биле бугарски. Ние се разбира на тоа, ниту некогаш сме се согласили, ниту ќе се согласиме во иднина. Меѓутоа, ако не успеавме да постигнеме согласност од двете страни, особено од Софиска, да не пропуштат, да ни дозволат да почнеме со преговори во декември, од тие причини, со користење познатиот нивни вокабулар, не верувам дека сега можеме јануари, февруари, март тоа да го направиме. Значи станува збор за еден пристап иницииран на наша страна, за кој се надевам дека бугарската страна ќе се согласи,
кој треба да ја изгради повторно атмосферата на доверба за да можеме да разговараме за сите прашања. И повторувам, не станува збор за никаков нов договор, додаток на договор, протокол, анекс и така натаму. Добро, ќе излезе нешто од ова јавноста? Она што го знам како последна информација е дека најверојатно следната недела на Собраниската комисија за европски прашања или за надворешна политика, 20-та во оваа смисла надлежни министри, значи Димитров за евроинтеграција. Тоа го бараше представник од Милошовски на комисијата. Го бараше, меѓутоа мислам дека е донесена одлука во владата тоа да се случи. Нема причина зошто да не се случи, тоа е нивна практично и тековна обврска од време на време да го информираат законодавниот дом и пратениците. Значи, ќе има таква сесија на која сигурно ќе се разговара и за најновиот развој на настаните во таа смисла, во смисла на документи. Отворена, затворена за јавност? Не сум сигурен, тоа треба да биде одлука на членовите на комисијата, не сум сигурен. Не сум сигурен да ве лажам и мислам дека тоа ќе се решава како претходно прашање на самата седница која ќе почне на комисијата. Она што вчера мислам дека го изјави министерката за надворешни на Бугарија Захариева дека апропо планот новиот испорачан документ од нивна страна дека главно содржи надминување на омразата и антибугарската политика со омраза од страна на Македонија. Каде ја гледате омразата? Или како ја коментирате незиното толкување на тие македонско-бугарски односи? Тие преку нивниот амбасадор во Брисел, во Европската Унија, месеци наназад лиферуваат извештаи, значи пишани документи, во кои нотираат една фрапантна бројка на наводни изјави кои содржат говор на омраза. Можам да ви кажам дека уште од првите нивни такви извештаи до останатите земји членки на Европската Унија, таму се спомнува бројки од 15.000, 25.000. Неверојатна бројка, веројатно ги бројат и оние кои се објавени на социјалните мрежи, некоја друга логика нема. Значи јас не тврдам, никој од кај нас не тврди дека тука нема говор на омраза. Као што и тие не може да тврдат дека од Софија кон нас не доаѓаат и јасни, чисти дисквалификации и класичен говор на омраза. Кога ти мене не ми го признаваш правото на самоидентификација и кога велиш дека јас не сум тоа што самиот се идентификувам дека сум, тоа е дисквалификација од највисок вид. Меѓутоа, независно од тоа колкава е бројката, факт е дека се уште постои, ја би рекол, една лезија од минатите времења во двете држави, кај двата народа, во двата главни града, во двете медиски сцени, ако сакате, кои се уште податливи за таков тип на изјави. Че не велам дека има кај нив повеќе или кај нас повеќе, велам дека ги има на двете страни и се согласувам со овој пристап кој ние практично почнавме да го применуваме, не знам тамо дали воопшто има некаква мерка во таа насока. Нашата влада покажа дека луѓе, особено државни функционери кои ќе излезат со такви изјави кои се содржани говор на омраза или дисквалификација етничка, религијска, било каква на другата страна, дека не може да бидат државни функционери. Не, она парадоксот на, да речеме, обвинувањата и броењата на говор на омраза, кој што се рекол, како рекол, социјални мрежи, дефинитивно не можете тоа да го контролирате, но што кога станува збор за официјален пристап на институционален пристап, да речеме, колку може да биде говор на омраза или ајде да не го дефинираме така, лажни вести или пропаганда, она што токму Захариева го изјави, односно го изедначи Јосиф Брз Тито и Хитлер, да речеме, и целиот тој пакет. Тоа е институционално. Каракачанов да не го спомнувам. И Каракачанов е институција. Значи, имено, министер за одбрана и вице-премиер, така, се согласувам. Че знаете, сега тука имаме околу лажните вести, имаме тоа еден посебен феномен кој не е врзан само за тој билатерален контекст меѓу Софија и Скопје. Тоа е глобален проблем и тука и најнапредните демократи. Различно лажни вести медиуми, лажни вести социјални мрежи, лажни вести поединци, така наречени експерти, меѓутоа лажни вести институции е еден сосема друг. Се согласувам. Останува на државата која е во прашање, кај нас или кај нив, тоа да го санкционира. Ви реков, ние имавме еден случај познат во јавноста во кој функционер назначен од владата во една државна агенција практично беше сменет од своето место затоа што според стоелиштето на владата изрече говор на омраза, изјава која има омраза кон другата страна, кон бугарската министерка за надворешни работи. Значи, тоа е единствен начин на кој вие може да ги санкционирате луѓето кои ги поставува државата или кога самата држава или самата институција, првиот човек тамо, особено продуцира такви лажни вести или говор на омраза. Инаку знаете, ние таква една одредба
слична на ова што сега го говориме, имаме во Преспанскиот договор, имаме и во интерим акорд од 95-та меѓу тогашна ФИРОМ, како не нарекува меѓународно, поранешна Југословенска република Македонија и Хеленската република, во кој се зборува за државата дека е двете држави се должни да санкционираат говор на омраза или пропаганда, ако е продуцирана, значи санкција за ако е продуцирана од државна институција или државен орган или политичар, функционер на државата. А вели во однос на приватните ентитети, социјалните мрежи, вели ќе ги обескуражува, ќе ги обесхрабрува. Тоа е се. Тоа е Преспански договор. Тоа го има и во договорот, времената спогодба меѓу нас и Грција. Значи, истото важи и за во однос на Бугарија. Ние не можеме како држава да ги гониме 15 или не знам колку илјади луѓе кои поставиле постови на Facebook, затоа што таа сфера оди по приватна тужба до овој момент. И јас мислам дека не треба да се оди во насока дека државата треба да санкционира илјадници своји граѓани, конечно тоа е демократија, имаат право, кој е засегнат во таа смисла може да тужи. Не мислам дека е добро ако и бугарската држава гони, не знам, десетици илјади луѓе, приватни граѓани, за изречен говор на омраза кон нас. Конечно, тоа е глобалниот феномен, наречен социјални мрежи и интернет, и тука не можеме да се браниме. Но сосема друго е ако државата самата продуцира таков говор на омраза. Инаку да знаете, можно е да вие продуцирате како држава говор на омраза и во учебниците или во едукативниот процес во различни степени. И тоа е една од задачите која оваа комисија составена од историчари треба да направи. Работата на комисијата и тоа се врзува со некаков процес кој што треба да следува. Во рамки на комисијата составена од историчари, кога ќе дојде до тоа така наречено коригирање на учебниците во двете страни за одредени историски периоди, не зборам сега за тој фамозен случај дека треба да се избрише дали тие се фашистички и бугарски окупатор, а тие тоа го сметат како говор на омраза. Не зборам за тој случај. Меѓутоа имавме, да речеме, реакции пред многу години, веројатно јавноста не го не знае, официјални реакции од Турција, турската држава, која сметаше дека во многу наши учебници е класичен говор на омраза, ако кажете клетите турци. Сега да ви кажем, постоја уште тогаш, иако немаше билатерален договор во оваа смисла, сега има и официјална обврска, ако постои говор на омраза во официјални документи, политички документи на државата или во официјални учебници во двете држави, тоа да се елиминира. Меѓутоа, за тоа мора да има двострана согласност од комисијата, составена од македонски и бугарски историчари. Не може да биде еднострана одлука. Добро, имам впечаток дека премногу и дадовме обврски на комисијата, дури таа излезе малку од она што комисијата мислам дека не треба да биде во тој контекст како што сега ја доведовме решавање на историја, туку сосема една друга димензија. Комисијата, во една реченица, ако ми е дозволено, комисијата излезе од својот мандат неспорно, меѓутоа излезе најчисто надвор од својот мандат во обидите, за жал инициирани од другата страна, да одредува етничка припадност на луѓе кои починале пред 150 години. Не е задачата на комисијата, ниту била, ниту ќе биде, ниту според духот и словото на договорот таа. Комисијата треба да утврди кои јунаци и кои историски епохи или историски настани се битни и за вас и за нас, за заеднички да ги чествуваме. Се разбира, не се, кои. Ако е битно за тебе и ако е битно за мене, можеме заеднички да положиме венец на споменикот на тој човек. Не да одредуваме етничка припадност нечија, моја, ваша. Тоа е исклучиво било и денеска и ќе остане основно човеково право. Се идентификуваш како македонец, тоа е како денеска, така и пред 100 и кусур години. Значи не можете вие наново да ја напишете историја. Тоа е проблемот во кој Западна комисијата практично дојде до стопирање на нејзината работа, бидејќи бугарските историчари инсистира дека ние мора да кажеме. Замислете, например, цар Самој, дали бил етнички бугарин во време кое е барем едно 7 века минимум пред воопшто се формираат модерните нации. Да, ама дали тука јас секогаш се обидувам да ја барам вината внатре, а не надвор. Дали тука не си измешавме малку, да речеме ако кај бугарите гледаме на константна линија што барат и што сакаат, впечатокот е кај нас дека малку има конфузија. Кој ја води приказната? Кој влече напред? Тука сте вие како претседател, тука е премиерот Заев, тука е Османи како министер за надворешни, тука е Димитров како СЕП. Има ли координација? Формално, да. Формално, преговорите, разговорите и во рамки на билатералната спогодба ги водат министерствата за надворешни работи од двете држави. Тоа е неспорно. На формално ниво. Постојат регуларни координации во таа смисла во рамки на владата,
Нема да заборавите дека од наша страна 2017 и од бугарска страна исто така премиерите го подпишаа тој договор. Значи тоа е договор подпишан меѓу двете влади, се разбира во име на државите. Значи јас формално не ги водам преговорите, меѓутоа сум редовно информиран од владата, од владините министри, од господинот Бујар Османи, од премиерот Заев и во последно време од кога назначивме специјален пратеник, господинот Владо Бучковски. Што се случува? И од време на време имаме координации во кои се заземаат заеднички државни ставови. Но пред се и над се координациите и заземањето ставови првично и главно се случува во рамки на владата. Да, меѓутоа, да речеме, гледам дека во последното интервју за МИА, господин Димитров препорача да застанеме малку заради тоа што е предизборие во целата таа приказна. Од друга страна, Османи веднаш го испрати специјалниот пратеник, значи не застанавме, отиде во Софија, премиерот Заев е ниваму ни таму, предпоставувам. Во тој поглед, знаеме дека е предизбори и знаеме дека се злоупотребува. Дали навистина не треба да се застане малку? Мојот став е следен. Јас навистина се сомневам дека во следните 3 месеци, додека бугарите не ги направат своите избори, дека можеме да ги разрешиме работиве кои отидаат предалеку. Знаеме во однос на кои прашања и знаеме зошто. Но не мислам дека треба сосема да прекинеме со контактите и во таа смисла ви реков и на почетокот при одговорот на првите ваши прашања. Ние ќе мораме, бидејќи многу работи се разрушија во меѓувреме, ние ќе мораме повторно, за жал, и мислам најмалку по наша вина, ќе мораме повторно да ја воспоставуваме довербата меѓу двете страни, за да можеме да дојдеме во атмосфера во која ќе ги отвориме сите прашања без предрасуди и ќе кажеме кој што мисли, кој од што не може да отстапува. Сега, во изминатиот период гледате, до декември беше практично еднонасочен диктат од бугарска страна, вели или ова и ова ќе го подпишете или нема да имате преговори. И на крај на вистина тоа се случи. Мислите дека ова последното не е диктат? Кој е последно? Последнава одговор на нашиот акцијски план. Одговорот на акцијскиот план практично не излегува надвор од параметрите на старите бугарски одговори. Че не можам да видам нешто суштински различно од нивните позиции, можеби некои фрази тука и тамо. И можам да ви кажам повторно, зборуваме за излегување од мандатна комисија. Ја тврдам наназад месеци дека и е излезено комплетното однесување од таа страна, е излезено и од параметрите на договорот во целина, не само од надвор од параметрите на комисијата, мандатот на комисијата. Меѓутоа, одговорот што го видов од бугарска страна на нашиот акционен план практично не одговара на еден дел од нашите барања. Има и за тоа, меѓутоа, повторно во тоа вметнувате што вие мислите за идентитетските белези на македонската нација. Ние тоа не го бараме, не го спомнуваме во акцијскиот план, бидејќи тоа е надвор од било какви преговори. Ви реков, можеме секоја друга област да ја зборуваме, не смееме и нема да зборуваме сигурно за тоа кој сме, што сме и така. Овој пат тоа е изоставено, го нема. Кај нас не. Значи, ние предложивме акцијски план да можеме да ги динамизираме. Не зборувам кај бугарскиот Кај нив се спомнуваат покрај сите други работи кои ние ги спомнуваме, како области, како прашања. Инфраструктура, образование, енергетика и така натаму. Коридор 8 се спомнуваат и тие прашања, иако тоа го нарекуваат одговор на акцијскиот план доставен од Скопје, иако ние тоа воопшто не го спомнуваме во нашиот предлог. Но не ме изненадува ништо во изминативе неколку месеци, бидејќи јас од минатата година практично препознавам и сите ние константа во однесувањето на официјална Софија. Токму во тој контекст на таа константа, што доколку изборите во Бугарија има и такви најави, некои дека можеби нема да се случат сега. Можеби ќе се одложи тоа понатаму. А константата вели дека ако ние го толкуваме дека тоа е предизборен вокабулар, всушност и не е предизборен вокабулар на Бугарија. Не е предизборен вокабулар, затоа што декларацијата во бугарскиот парламент пред минатата година, пред колку месеци беше усвоена со апсолутно мнозинство. Значи практично немаше ниту една пратеничка група и во опозиција која тоа не го поддржа. Знаете, кога зборуваме за тоа, гледам и такви коментари од официјална Софија, дека ние наводно чекаме некоја друга политичка постава во Софија, да дојде па евентуално со нив би се разбрале подобро. Значи, тргнувајќи од ова што предходно ви го реков. Воопшто не верувам дека било каква промена, евентуална, ако има тоа работа на бугарските граѓани и народ кој ќе им биде таму власт, меѓутоа каква год промена да има, не верувам дека ќе има промена во ова, бидејќи ова е апсолутно утврдена, потврдена и поддржана од сите релевантни политички сили во бугарска црвена линија. Тоа значи дека немаме решение со нив. Ние ќе видиме, моја предпоставка е повеќе по изборите во Бугарија отколку претходно, дали Бугарија
ова претходно го правела затоа што се приближувала кон избори или тоа нема никаква врска со тоа, туку е, да речеме, една, да не кажам, долгодецениска нивна државна политика кон македонското прашање. Ќе видиме. Меѓутоа, мене ми се чини дека да не го наречам притисокот од Европа, меѓутоа од сите други членки на Европската унија кои сметаат дека ние треба да почнеме со преговори, ќе биде поголем и свеста во Европската унија, во Брисел, мора да порасне до тоа ниво за да се разбере дека прашањето на нашето интегрирање во Европската унија и на останатите, да не забораваме и Албанија, е практично закочена од други причини, меѓутоа не почна со преговори, дека прашањето на интеграцијата на Западниот Балкан е стратешко прашање, не е само прашање на луѓето кои живеат во оваа држава, во онаа држава или не знам во некои од другите држави на Западниот Балкан. Значи малку поголеми се влоговите во таа игра и како што беше слично и со нашето влегување во НАТО. Ние сакавме пред се заради наша безбедност да влеземе во тој сојуз. Меѓутоа знаете дека најголемите играчи во Западната алијанса има и своји калкулации, иначе не би не примиле таму. Да, меѓутоа не се препознава дека тоа е истиот пристап, што велите, НАТО и на ЕУ кон се она што се случува со Западен Балкан. Не е истиот пристап, меѓутоа нема да заборавите сега дека и американската досегашна администрација не беше толку вклучена во Западниот Балкан како некои претходни администрации. Така што од тој аспект, ја не зборам повторно за притисок, зборувам за најавите дека ова надоаѓачка американска администрација можеби ќе биде поприсутна на Балканот, на Западниот Балкан, бидејќи е јасно како бел ден дека работите на Балканот не се завршени. Тоа е една фраза која употребуваме со години, меѓутоа постојат неколку отворени прашања, меѓународниот статус на Косово, нефункционалноста на Босна и Херцеговина, односно Дејтонскиот договор. Меѓутоа јас би рекол дека тука ја додадеме историја како услов, што би се рекло сега на релација Македонија-Бугарија. Тоа сакам да го додам на крај, значи сега за жал, ако ова дозволиме Софија и Скопје ова да продолжи да биде во таква статус кво ситуација, ова прашањето на Северна Македонија и незината интеграција во Европска унија, тоа може да остане исто така едно прашање отворено, кое јас мислам дека влегува во поширокиот геополитички контекст на Западниот Балкан, не би смело да се отпише само како чисто билатерално прашање на две држави соседни кои не може да најдат разбирачка за не знам кое прашање од 19 век. Тоа има и пошироки импликации. Јас се надевам дека ова нова администрација од 20 јануари на Џо Бајден ќе ги препознае тие компоненти на целиот комплекс прашање, затоа што и во незиниот тим за надворешна политика и за национална безбедност има многу луѓе кои имаат искуство од 90-тите од Балканот и луѓе кои се експерти за регионот, така што многу добро знаат дека Западниот Балкан не е таму нека периферија која нема никакви импликации врз пошироката континентална безбедност. Добре, тоа е тоа што зависи од другите, но она што зависи од нас. Како е можно во ваква ситуација, во ваков сложен момент на релациите Софија-Скопје, ние да немаме амбасадор во Бугарија? Што се случи практично со нашиот претходен амбасадор господин Ѓорчев? Неговиот мандат заврши на 31 март минатата година и пандемијата и затварањето на границите веќе беше стартувано. Мојот став во тој период беше дека неговиот мандат би требало да биде продолжен уште за неколку месеци, меѓутоа за тоа немавме заедничка согласност со владата и со Министерството за надворешни работи во ситуација кога многу тешко можевме тотално еден локдаун од целиот свет па и кај нас, кога не можевме да направиме еден нормален политички процес на консултации, на одење во парламент и на селекција на кадри. И мислам дека пандемијата и завршувањето на мандатот на претходниот амбасадор е главната причина зашто тоа не се случи и до сега што немаме таму амбасадор. Инаку ако земете од тој аспект, ние сме покабаен да кажам и во однос на некои други битни дестинации. Ама не, јасно ние немаме амбасадор ниту во Вашингтон. Немаме Вашингтон скоро 2 години, ако не и повеќе, што е исто. Од истите причини. Значи гледате, немаше пандемија пред 2 години. Координацијата меѓу мене и владата пред година и пол за оваа група која веќе отиде уште 6-7 треба да заминат, добија агремани, че околу 15 или 16 амбасадори договоривме, во тој период завршија со немање кандидат. Не дека имаше судир меѓу мене и владата, меѓутоа немаше солиден кандидат за тоа место. Тоа беше главната причина. Јас се надам дека сега, независно од пандемија што не е завршена, ќе можеме во обновени разговори меѓу нас и меѓу мене, Министерството за надворешни и владата да го покренеме и тоа прашање и наскоро пролетва да го затвориме практично. Ето малку несериозно партиско препукување, мерење. Знаете, ова е добар, тој не е добар. Ја не можам да влезам во калкулациите и не сакам да ја претварам одговорноста на владата. Меѓутоа, за жал, знаете,
сечие име денеска може да се политизира, интересите се и на партиите и на интересните групи големи, и ние објективно и за многу други прашања бавно доаѓаме до брзи решенија. А таму, Вашингтон, Нью Йорк, Москва, ние мораме да излеземе на вистина со дипломатски и политички тешкаши. Не можеме со бюрократи од нека пониска категорија или колку да кажеме имаме човек таму. Многу ни е битно да имаме квалитетен кадар. Да не велам дека немаме, и тоа факт е дека во нашава држава знаеме такви екстра класа луѓе во различни области и најчесто ни фалат. Кога веќе го спомнате неколку пати Вашингтон, меѓу првите бевте што испративте честитка до... Не меѓу првите. Кога веќе беше јасно дека таа работа е завршена и дека резултатите се познати, честитавме тоа. Мислам дека имаше некои други кои беа побрзи од мене. Добро, очекувањата се големи, но како ги коментирате последните состојби? Мислам дека ноќеска беше активирана и изгласана од Конгресот 25-тиот амандман во однос на Трамп и целиот пакет. Првиот принцип во меѓународна политика е да не се мешаш во внатрешни работи на други држави. Од оваа позиција не би сакал да ја толкувам внатрешната американска политика. Она што е важно за нас, мислам дека е важно, дека надоаѓачката ова нова администрација и екипа на Џо Бајден е далеку поискусна во однос на меѓународната политика и во однос на односот кој е круцијален со европските партнери, вклучително и со балканските држави. И навистина тука очекуваме многу поголем ангажман и интерес кон Западниот Балкан. Џо Бајден има и лични релации со овој регион, има и во времето на последните балкански војни доаѓано во регионот. На различни меѓународни конференции, форуми, многумина од нас имаат среќавано или биле присутни на исти настан, така што мислам дека Балканот е подрачје кој е прилично добро познато за председателот. Добро, кога веќе влеговме на влијанието на големите, ако може така да ги кажам, новиот пакет сега Македонија е земја членка на НАТО и она последно сега што се случува, препроверките или ветингот, безбедносниот пристап. Да. Се игра со многу бројки, толку луѓе отпаднале, волку луѓе отпаднале, толку се на скенирање. До овој момент, можеме да ви кажам грубо некои бројки или неколку збора околу статистиката, затоа што слушам различни шпекулации и најголемиот дел од нив не се точни, делумно затоа што тоа е многу сензитивен процес и вистинските бројки, прецизни, не имиња и презимиња, веројатно, никош нема да излезат во јавност, бидејќи не треба да излезат во јавност. Меѓутоа станува збор за проверките кои до сега се прават за околу 150 лица од највисоките политички, разузнавачки и одбранбени ешелони. И до сега проверката е завршена за повеќе од половина од таа бројка. Позитивно. Значи, повеќе од половина од таа бројка. Дали вие сте на листата како врховен командант? Тоа малкумина веројатно го знаат. Јас бев првиот формално кажано, по таа некоја нивна номенклатура, првиот кој пополни прашалник. Одеше баш на таков начин, пополни прашалник и добив НАТО сертификат. Поминав, што се вели, уште пред неколку месеци. Над половина се поминати позитивно. Имаме до овој момент имаме само две негативни, две барања кои вие барате да добиете сертификат, тоа формално правно е барањето ви е одбиено. Значи имаме само две негативни барања. Две лица се одбиени, едниот е веќе познат во јавноста, нашиот кандидат што требаше да биде главен воен представник во алијансата во седиштето во НАТО. И второто лице се уште не е познато во јавноста, меѓутоа не би сакал да шпекулирам, не е од сферата на политиката за која интересот на јавноста е најголем. Меѓутоа имаме до сега многу мал број на одбиени луѓе. Многу, само 20 формално до овој момент. Можеби ќе има уште неколку, меѓутоа јас не очекувам дека тие ќе бидат повеќе од дузина, 10-15 мај. Да доближиме тоа на слушателите, тоа не наликува малку на нашата илустрација? Тоа наликува, јас мислам дека го спомена во едно интервју, ако не се лажам неодамна, тие проверуваат и во моето годишно обраќање во парламент. НАТО проверува од 27 март, кога сме членка, проверува по два основа. Едниот е дали имате контакти со тие ги нарекуваат малигни држави, ентитети и поединци, значи преведено во наш јазик, дали имате некакви сознанија за тоа и тоа лице дека е евентуално блиско до некои шпионски канали или комуникации, а второто е били висока корупција. И кога ги прашав луѓето од НАТО зошто висока корупција, и тоа треба да биде надвор од оваа организација која се бави со безбедност и со разузнавање, исто така вели ако е некој склон, тоа не се докази, повторувам, дека некој е корумпиран или не е доказ дека некој е шпион на друга држава.
Меѓутоа, ако некој е склон, вели, така, тој збор го употребува, ако некој инклинира кон висока корупција, може да биде лесна мета и за шпионаж. Значи, тоа се тие два главни основа по кои тие ги проверуваат сите нас. Тоа значи дека отпаѓа оној израз кај нас кога се заплеткуваат луѓето во корупција и во криминал, па кој од спротивната партија го нарекуваат криминалец или од власта, ама кој од своите вика се снашол човекот, да сега не е он криминал. Пак кај НАТО нема снаоѓање. Сега колку можеме да видиме, зашто тие проверуваат и на територија на сите други 29 земји членки, дали јас, вие, евентуално некаде имаме нека нешто направено во овие две сфери, додека сме биле присутни таму или имаме бизниси можеби тамо. Така што процесот, тоа сакам да го знае македонската јавност, процесот го водат домашни органи. Македонски органи, авторитети и власти. Постои и дирекција за безбедност на класифицирани информации. Формално таа го води целиот процес. Сите други агенции, разузнавачки, контраразузнавачки се вклучени, даваат своје мислење дали за вас, за мене имаат некаков евентуално доказ или податок или индиција дека сте вмешани во нешто слично. Меѓутоа, инпутот од НАТО, од надвор, значи формално правно ние го водиме целиот процес, секаде било така, меѓутоа инпутот од НАТО, бидејќи огромна организација во која членуваат најсилните разузнавачки системи, најсилните армии, најмоќните држави, инпутот е сериозен и е онака. Тоа значи друг начин на вреднување, бидејќи ова ми е нова информација Па немате, значи постои една група на, да ги наречеме, неформални советници. Значи од НАТО имаме 3-4 луѓе кои јас го следат, практично го мониторираат процесот кој нашите органи го прават. Тоа вклучува, знаете, како посматрачи на ОПСЕ, знаете дека со години имаме, да речеме, посматрач на ОПСЕ кој следи некој судски процес и е во судница. И на крајот наш судија и во наша постапка домашна ја носи пресудата. Меѓутоа ОПСЕ дава извештај, вели беше во склад со законите, беше во склад со меѓународни стандарди или не беше. Таква е слична улогата констативна на луѓето од НАТО кои велат ова е навистина направено по сите нишани или според сите ваши интерни прописи или не е направено. Дали и затоа е дека поголема одговорност и свеста додека го правите тој процес. Дека се ова ќе влие, да речеме, и во идното поставување на луѓето во генералштабот. Еве сега завршува и мандатот, чинам за август некаде на началникот. Да. Значи не можете да бидете на практично ниту една битна позиција во која би имале допир со класифицирана информација ако немате НАТО сертификат. Нема. Тоа важи за Агенција за национална безбедност, тоа важи за Агенција за разузнавање, тоа важи за војната безбедност и тоа важи например за мене, за премиерот, за министрите. Ние имаме контакт бидејќи сме информирани со класифицирани информации, бидејќи нас не информираат овие агенции и служби и тамо се содржат и чувствителни сознание и информации. Во генералството ќе имаме нови генерали? Нови генерали јас веќе промовирав пред месеци и половина или два. Двајца, да. Во овој момент македонската армија има 10 генерали, 10, не зборам за оние кои се пензионирани. Бројката, да знаете, според НАТО стандарди би требала да биде дури и помала. Значи, еден груп, еден критериум, да речем онака, од генерален принцип, да го наречем, е на 1000 припадници на армијата, еден генерал, од прилика. Може да биде плюс и минус, меѓутоа, нашата армија има околу 7000 луѓе, зависно од пополната во дадениот момент. И имаме, велам, 10 генерали во моментот. Оваа година најверојатно најмалку еден генерал ќе оди во пензија, исполнува законски услови, така што немаме потреба голема, освен ако повеќе мина не ги поминат овие проверки во кои е вклучен и НАТО. Ајде да минеме на втората голема тема, пописот. Деневи мислам дека имавте и средба со министерот за правда и со директорот. Зошто само во Македонија тоа е политика, а не статистичка операција? Можам да ви кажам дека ако ни е некаква утеха, тоа е една фраза која ја употребам често пати, меѓутоа не е само во Македонија така. Јас минатата година баш со моите колеги го коментиравме тоа на шеговит начин, меѓутоа тоа е за жал сериозна ситуација која се случува и во Босна и Херцеговина, случува во некои други балкански држави. Балкан. Процесот во пописот во Босна и Херцеговина не го признаа некои ентитети, некои од народите кои таму живеат. Па си направија своја статистика и така натаму, и така натаму. Значи, за жал, пописот кај нас е најчесто или на Балканот повеќе политичка отколку статистичка операција, затоа што ние се уште правата на луѓето, во меѓународна терминологија правата на човекот, на индивидуата пред се, ги гледаме низ националната призма. И кога се пребројуваме, велиме силата е во бројките. Значи, ако ние како македонци сме, не знам, 99%, вели,
тогаш ќе имаме повеќе прави, ние сме газди сајби во оваа држава или обратно ако албанците има. Ама добро, имавме изјава дека нема да има никакви промени во тој контекст Од без кого? оглед на тоа. Од кого изјава? Од премиерот. Зоран Заев, од мене. Ете, вие мора да има, јас побарав и во годишното обраќање. Чиста изјава. Побарав и во некои интервјуа претходно. Мора да имате од сите релевантни чинители. Чиста изјава. Дајте да направиме само статистичка операција без политички мешања, бидејќи никој од нас, еве и утре да дојде на власт, нема никаква намера да го менува уставот, да ги одзема правата и така натаму. Таква изјава до овој момент ние немаме од некои битни чинители на политичката сцена. Пред се мислам на опозицијата. Може во некоја реторика е тоа завиткано, меѓутоа ако го кажете тоа, ја ви велам дека ние ве уверувам ќе направиме попис за многу кратко време и резултативе ќе ги знаеме без било кој да ги спори. Не би сакал зад нечија политичка реторика, не обвинувам никого конкретно, меѓутоа зад нечија политичка реторика, дека треба не знам какви услови да се исполнат, какви што не се исполнувани никаде во Европа, на пример отпечатоци на прсти, за кои јас знам дека премиерот се обиде генуино, искрено се обиде да направи нешто, меѓутоа му беше кажано од многу меѓународни експерти дека така не се прави попис никаде во Европа, дури и на Балканот. И особено не е можно да се направи отпечаток на прсти да се земе од малолетници под 18 години. Бидејќи тоа ни по закон е дозволено, ниту е меѓународна пракса. Значи, ако вие се обидувате со одредена реторика да кажете дека ние не сме толку колку што ќе прикаже пописот утре, а затоа имате скриена политичка агенда, онда е честно да го кажете тоа однапред, а не по пописот. Инаку ве уверувам дека не постои политичка терминологија која користи израз бојкот на пописот. Не постои. Вие може да не ги признаете резултатите, тоа е легитимно, меѓутоа не постои израз, ќе ги повикаме граѓаните да го бојкотираат пописот. Такво нешто немам чуено до сега да се случило во европскава политика. Добро, има многу што не се случува на Балканот се е. Да. Не сакам да излеземе со јасни ставови дека ова сакаме навистина да биде става. Не за тоа да криеме некоја друга агенда, ако воопшто имаш скриена агенда. Не гледам друга причина зашто пописот би се политизирал. Која скриена агенда мислите? Знаете што, значи постојат националистички кругови во нашава земја долги години кои уште од 2002 година ги оспоруваат резултатите на тој попис и велат дека албанците уште тогаш не биле 20%. Сега не можеме да навлеземе во дебата зашто албанците воопшто се врзани со бројка во нашиот устав. По моје убедување, ти треба на луѓето да им дадеш што е можно повеќе права, не само на албанци, на сите кои тука живеат, со семе, ако се 19,9 нема да имаат права, нели? Тоа е пародија. А 20, и така натака. Согласно, меѓутоа тоа е уставната одредба. Сега постојат некои националистички кругови, не велам партии, меѓутоа кругови, не се само поединци кои велат тие тогаш биле по 20%, да им ги земеме тие, да ги ревидираме правата и статусот. Ја тврдам дека тоа е опасно. Ја тврдам дека секое одземање на права, на така наречени стекнати права, по дефиниција ги прави луѓето гневни и прави причина за бунт и за незадоволство на една голема популација кај нас. Ние имаме, мене ми е криво што тој дел од моето обраќање не го подзема во јавноста да го анализираат, али го спомнав. Постарите генерации, меѓу кои за жал и јас спаѓам, се сеќаваат дека на крајот на 80-тите години од минатиот век ние имавме обид сосема конкретен од тогашната македонска влада да одземе некои права на етничките албанци, да укинеме паралелки во основно и средно образование, па дури одевме сеќавате на тие инцидентни случаи веројатно кога во Рачиново се рушеа ѕидови на етнички албанци кои наводно не биле спрема, не знам, прописите во тоа време во градежната област. И добивме реакција. Помладите тоа не го знаат. Значи, како реакција на тоа што се случи тогаш, на крајот на 80-тите во Рачиново, луѓето со селаните еден човек почина. Го донесува неговиот ковчег и неговото тело пред парламентот. И имаше голем народен собир. Дали воопшто тоа не е потребно? Затоа вие претходно мора да знаете, ако сте политичар особено па на власт, дека секој ваш збор може поинаку да биде протолкуван дури од вашите следбеници. Тоа е голема одговорност за ова што го правиме и говориме. Затоа не мислам дека треба да потпалуваме повеќе огнови од оние кои веќе ги имаме со години и години ги знаеме сите. Пред се во економска социјалната сфера во која тешко се живее, демографската сфера во која многу млади луѓе заминуваат, река заминува. И уште ни фали само и тука да направиме проблем кај што го нема. Утре ти ќе бидеш на власт. Колку тоа е политичка немоќ на тие кругови кои што нема друг концепт на Не можам да ги толкувам нивните мотиви, меѓутоа, демократијата... Значи, агресивно се оди дека
апсолутно пописот нема да го признаеме. Апсолутно се оди на тоа што и ќе потпише со Софија со договорот, ние нема да го признаеме. Тоа некако исто ми личи кој Мицотакис кога велеше дека нема да го признае преспанскиот договор, па сега тоа функционира. Не знам дали тоа ќе се случи понатаму. Меѓутоа, знам дека во демократијата, ние сме демократија, има транзиција на власт. Никој не може да биде 50 години на власт. Тоа е неминовно да се случи. Значи, утре, задутре ти ќе бидеш на власт. Што ќе правиш? И ќе речеш под предпоставка дека не си го признал пописот. Ќе правиш нов попис. Тоа е иста приказна како кога велиме дека можеме да направиме, вие вас не ве видува, ние може да направиме подобар преспански договор или подобар договор со Бугарија. Сум го кажувал многу пати да го повторам. Можеш да направиш подобар договор, неспорно. Еве, ние не сме биле кадрами доволно таа политичка структура. Меѓутоа тој ќе биде подобар само за нас во Скопје. Нема да биде подобар за нив во Атина. Нема да биде подобар за оние во Софија. Умешноста кога правиш договори е тој да биде добар и за двете страни. Инаку ја можам да направам најдобар можен договор за името со Грција. За подома. За подома Македонија вечна и така натаму и ерга омнес. Ама како ќе реагираат во Атина? Така и така и со пописот. Дајте да се сретнеме. Ја разбирам, легитимна е битката за власт, легитимна е битката за подобри политики, легитимна е политиката на опозицијата да ја критикува власта, власта да вели нема поим што прави опозицијата. И сега во овој дел, уште една реченица морам да додадам, затоа што не мислам дека кабаетот овде е само 100% на еднава страна, опозиционава, ако зборуваме за пописот. До вчера, не знам колку е точно и колку ќе биде точно до крајот на процесот, според медиските извештаи, ниту еден амандман на опозицијата не беше прифатен за пописот. Значи, јас реков, би сакал да видам, и ја повикав власта во годишното обраќање, директно се реферирав кон премиерот и кон владата, би сакал да видам конструктивните предлози на опозицијата во однос на пописот да бидат прифатени. Зашто да не? И сега не ви е парадоксално, ако парламентот функционира под наводници така како што функционира, кугури со кворуми, со милионски, да не речам, амандмани кои што нема никаква суштина. Вчера ја добивме Државната изборна комисија едногласно, целосно, никаков проблем. Ја политизиравме, се согласивме. Јас мислам дека тука станува збор за фактот дека партиите се согласија за сите имиња претходно. Инаку постои уште еден законски проект за кој немаше никаква дебата во парламентот, во која имаше апсолутен консензус меѓу власта и опозицијата за финансирањето на политичките партии. Имено. Веруете ми, го чекам оној момент со нетрпение, граѓанин се зборувам, кој е роден во оваа земја, сака да го заврши својот живот во оваа земја, сосема небитно од тоа што сум председател. Живеам за оној момент, кога за некои други битни законски проекти во држава, од економско-социјална сфера, еве да не биде пописот, кога власта и опозицијата ќе гласат 120-120. Тука доаѓаме до она дали всушност институциите се заробени заради тоа што се согласуваат само за тоа што им е потребно, а не за она што им е потреба на граѓаните. И тоа е еден пакет на искривен систем во кој што само што мене лично ми треба доколку ја профитирам и тука се согласувам, но ако тоа е интерес на државата е нешто туѓо, нешто страно кое што Не, гледај, имаш, извини што те прекинувам, имаш, ја мислам дека тоа е погрешен израз кој го употребуваш околу заробена држава. Заробени институции, не заробена држава. Океј, тоа е тоа. Државни институции. Значи, мислам дека станува збор за нешто друго, ќе се обидам да појаснам што ја подразбирам. По тоа и тука има, и тоа е како муабет за правење и што треба да се подобри. Заробена држава во 2016 не опиша Европската комисија во нејзиниот годишен извештај за напредокот, е кога државата е комплетно контролирана од една партија и при тоа води сметка само за партиските членови, не и за сите други граѓани кои не се членови на владеачката партија. Значи, од владеачката партија на власт, државата е заробена. Ова што ти го кажуваш, и јас се согласувам, не станува збор за институции кои ги водат сметка само за оние кои се сега на власт. Туку станува збор за, по мене ми се чини, подкапацитетност или подкапацитираност на институциите да испорачуваат услуги кон сите граѓани кои имаат за тоа потреба, дури и кон членовите на владеачката партија. Значи кога мислам заробена, не мислам од власта, од тие кои што се сега, зошто е тоа така? натпред. Клучниот проблем на македонската демократија е што институциите 30 години наназад во оваа транзиција која никако да заврши, ние не можеме да ги доправиме.
и во кои институциите навистина ќе бидат независни, судските институции, во кои администрацијата ќе биде комплетно мериторно поставена, значи независно кој доаѓа на шалтер да биде еднакво и брзо услужен и да не ги редам другите битни големи општествени системи. Факт е дека ние во 10 години на претходната власт, 6-та, 16-та, бевме многу долу. Отидовме многу долу со сите трендови. И факт е дека ова власт, владењето на ова, не може да се споредува по ниеден битер параметар со владењето на Груевски, владите на Груевски. Меѓутоа, исто така е факт дека имаме уште бајаги пат да изодиме, кон оно што го нарекуваме некаков европски стандард. И во тој дел јас сваќам вашата критика или квалификација за работата на нашите институции, кои не испорачуваат услуги кон сите оние кои се обраќаат кон нив и кои се должни да испорачаат услуга, бидејќи конечно граѓаните ги плаќаат. Нив, мене. Ама туку иде контекстот, пред некој ден, мислам дека на социјалните мрежи го прочитав, вели за големите, мислам дека беше наведен за Саша ќе застарат сите процеси против него, меѓутоа нема да ти застари сметка за парно, нема да ти застари сметка за струја, то никако. Ке мора извршител да ти наплати. Најдобриот начин да ја вратите или да ја добиете довербата на граѓаните, а сега граѓаните по сите анкети немаат, не само сега, години, децении, уназад немаат голема доверба во институциите, во кои се бројам и себе си, како институција председател на државата, најдобриот начин е да покажете низ практични примери дека обичниот човек, да го наречем, кој нема платена сметка за парно и ти место 500 денари му бараш 5000 преку извршители, и некој бивши или сегашен функционер, дека имате еднаков пристап кон двете индивидуи. За жал, до овој момент, ние немаме многу такви позитивни случаи. Немаме такви позитивни случаи. И тоа е клучниот проблем на нашата демократија, кога збораме за владење на правото, тоа им се чини абстрактно. Што е да преведам на народен јазик. Владење на правото значи дека законот мора да важи еднакво за тебе и за мене. Независно што сум јас сега председател. Не смеам ја да бидам попривилегиран од тебе, само затоа што сум на функција. Знаат и обичните граѓани што е, но тоа не функционира. Имено тоа. Значи не велам дека, а најдобриот начин да ја враќаш довербата во институциите е да покажеш дека тоа функционира. Значи не велам дека е сега ситуацијата како едно време. Ја тврдам, не дека сум јас сега политички активен на таа политичка страна години наназад. Бидејќи верувам дека тоа е вистински проевропски, проатлантска опција. Меѓутоа, навистина, владењето на оваа структура изминативе 4 години со било кои 4 години пред тоа не можеш да споредиш. Во однос на демократија и човекови права па посебно. Меѓутоа, велам, далеку сме уште од некој европски стандард. И мене не ми значи ништо и не ме задоволува ако ние сме релативно добри во однос на некои балкански соседи. Мене ме интересира Европа. Тоа значи дека сега можеме да размислуваме во насека на ветики на судството? Што имавме, јас имав средба, господинот е само директорот на Заводот за статистика, на таа истата средба беше и министрот за правда, кој ме запозна со таа нова методологија што има, сега употребуваме термин не ветинг, него прочистување на правосудството, суди и обвинители. И тоа се убаво изгледа на хартија. Јас се надевам дека тоа и практично ќе профункционира. Знаете, секогаш кога зборуваме за иницијативи, за предлози, за документи, ние во нашава транзиција се научивме дека имаме суперпродукција на пишани документи и многу слаба имплементација на тие документи. Јас и ден денеска тврдам дека ние не сме на ова дереже во однос на економија, социјала, правосудство и така натаму, затоа што ни се лоши законите во таа сфера. Туку што затоа што законите такви какви што се, најголем дел препишани од европска пракса на за 25 години, законите такви какви што се не се применуваат еднакво кон сите или воопшто не се применуваат. Еве го да се вратиме на вашето прво прашање. Што е клучниот проблем? Охрид да биде постепено да оди кон загрозен статус во однос на УНЕСКО. Дивоградбите. Ви имате изјава пред неколку месеци на Охридскиот градоначалник во кој вели дека не знам колку тоа беше кажано во интервју. Пак се сведува на нефункционалност на системот. Се согласувам, меѓутоа вели дека тоа е правено вели децении наназад, години наназад вели, јас без помош од централната власт. Вели јас тоа немам сили, потенцијал да го направам. Нема да можам да го направам, вели. Да ги сите тие дивоградби да ги урне, да го расчисти сето тоа што не требало да биде изградено, па и на брегот на езерото. Тоа лошо зборува за правната држава. И зборува за традиција, од таа е нарекуваат култура на неказнување. Имено, затоа јас кога велам институциите се нефункционални во тој контекст. Да. Значи, ако не пристапиме кон тоа, кон менување и
она што постојано го зборуваме воведување на европски стандарди тука да ги направиме без тоа дали Европа ќе дојде денот на влегување или не, како поинаку? Знаете, тука има неодамно видов еден коментар и критика на таа теза која не само ја, многумина од нас ја варираат. Европа ни треба за да ни покаже кои се стандарди, да не подучи на модели кои се успешни и применувани со децении кај неа. Критики дека еве сега не блокира Бугарија, иако тоа трае не дај Боже као што траеше претходната блокада од Грција. И ќе нема Европа во тој обем со такво присуство која ќе може демек во наводници да не подучува, па ние ќе пропаднеме, вели. Тоа е, вели, толкувањето на изјавите на претседателот, премиерот, кој велат само со помош на Европа може. Не. Ние можеме да се демократизираме и сами. Но за тоа ќе ни треба 100 години. А со помош на Европа можеме драстично да го смалиме тој временски гап. Драстично да го намалиме. Затоа што, ете, ние можеме да се одираме во гради колку сакаме. Кога велиме, ја алудирам на вашата теза, и не само ваша теза, дека треба сега, кога веќе Европа не доаѓа кај нас, ние треба самите да се однесуваме според европските аршини. Многу тешко ќе биде вие самите се демократизирате, ако знаете дека пред 1991 година Македонија никогаш не живеела во демократија. Ние сме биле 45 години како држава во рамки на Југославија и во рамки на Југославија тоа не беше демократски систем. На страна колку убаво се живее. Ајде да го вулгаризирам, немаме капацитет за демократија? Ние немаме историско паметење за демократија. Например, од околните држави кои беа во бивша Југославија, Србија била држава пред Југославија. Ние не сме биле држава претходно. Нашето прво искуство почнува 44-45. Немаме плуралитет во политичка смисла, нема повеќе партиски систем и практично немаме плуралитет во економска смисла во делот на видот на сопственостите. И сега вие барате од луѓе кои се Јас сум исто така, половина од мојот живот продукт на тој систем. Сум живеел половина од мојот живот во таа Југославија. И се очекувате од овој народ кој се формирал во таа Југославија, ние немаме емиграција која дојде масовно тука, па да ни каже како е било во Канада, како е било во, не знам, во други држави западни, од Америка. И ние сега овдека, морам да ви кажам, и крупни чекори направивме, кога го немаме тоа претходно историско искуство и ние немаме на што да се подпреме практично. Ние единствено што знаеме во државотворна смисла е од Прохорчински навак. И ако нам не ни помагаат организирани, успешни, богати, просперитетни и демократски држави како Германија и некои други од западна Европа, ја ви тврдам дека ние со автономни сили тука ќе се демократизираме за 5 пати, 10 пати подолг временски период отколку кога тие би ни помагале во тој дел. Чи не можете да спорите дека најдобрите универзитети се таму. Можете да спорите дека најдобрите здравствени и образовни системи се таму. Никој не спори дека судството е навистина независно во Германија. Никој не спори дека француската администрација е меѓу најдобрите во светот. Значи немаме дилема околу тоа. И сега ќе речете вие што зборува претседателот, што зборува премиерот, ние ако не Европа пропаднеме. Нема да пропаднеме. Ама ќе продолжиме да напредуваме со темпо на полжав или на желка. Тоа е проблем. Тогаш, ако ја вратам приказната со Европската економска заедница и ако тоа биде меѓу простор, а не замена за едно за друго, може да биде корисно. Денеска, пред буквално да влезам на интервјуто со вас, прочитав еден авторски текст во еден влијателен германски весник, кој цитира и некои влијателни германски парламентарци од ЦДУ, владеачката партија, кои велат дајте на Западниот Балкан, на целиот Западен Балкан, ако веќе од X причини, од различни причини ги кочиме на тој пат, и како пример го зема нашето последно блокирање кон Европа, дајте да им дадеме Европска економска зона. Меѓутоа, ја да повторам формулацијата која е прилично прецизна и за среќа прилично прецизна кога зборуваме за таа дихотомија Европска економска зона и Европска унија, е само ако биде дополнение или ако биде меѓузона кон нашето полноправно членство. Инаку ако не остават само во заедничкиот европски пазар и да кажат збогувајте се за век и веков со Европската унија и полноправно членство и во политичките институции, кај што треба да се слуша и нашиот глас. Хрватска не мина низ тоа. Хрватска мина низ тоа точно и оној момент кога стана 13-та членка на Европската унија, престана да членува во Европска економска зона, бидејќи го има сето тоа и во Европска унија. Меѓутоа Хрватска никогаш не престана да преговара со Европската унија. Тоа е разлика. И на Хрватска никогаш не беше речено ова ви е комплетна алтернатива, баталете Европска унија, заборавете на членство во ЕУ. Хрватска никогаш не престана и Хрватска влезе. Хрватска влезе. Нека ни го дадат тоа нам. Така што ја не велам дека е тоа лоша опција, напротив, меѓутоа тврдам дека нам поради овој недостаток на институционална меморија и демократско искуство од претходно, нам ни треба и политичкото искуство и демократските вредности ни треба. Пример, човековите права. Не се занемарување.
Ние не можеме од сабајле до вечер да мислиме само за бркање профит и делење дивиденди на крајот на годината, че не може само економската страна на живеачката да не интересира. Што околу човековите слободи и права, што околу во Европска економска зона немате никаква дискусија, ниту дебати околу слобода на медиуми. Ја мислам дека нам и тоа како потребна дебата и на целиот Балкан. Значи, не ми го кинете ова као перспектива, членство во Европска унија, еден ден кој ќе заслужиме, кој ќе испреговараме. Денеска да влеземе во Европска економска зона, али не или, него и. Во тој пакет на демократски вредности и капацитети, дали мислите дека е клучно во овој контекст откажување од привилегии кои што се напумпани бајаги во овој период, дека тоа може да биде еден показ дека сериозно размислуваме за функционалност на државата, за капацитети на државата. Вие кога дојдете, се сеќам првите денови на председателската функција, најавивте дека вие ќе се откажете дека по крајот на вашиот мандат дека нема да ги користите пензија, да, на она што го користат претходниците ваши. Тоа нема никаква измена во тој став, тој став е тој. Инаку, ако сакате, значи во однос на тоа, не би сакал за себе да зборам како јас се разликувам од моите претходници, иначе тоа останува како став, да сме живи и здрави, така и ќе биде на крајот на мојот мандат. Меѓутоа, морам да направам една паралела. Во однос на така наречените реални, вистински привилегии на функционерите. Оваа владина структура изминативе години, што оставете мене на страна, покажа дека далеку помалку ги користи или ги ужива од претходниците. Значи, мислам дека во тој дел, не затоа што се донесени некакви документи за транспарентност, а донесени се. Практичното однесување, тргнете од премиерот, да не го фалам јас, заев премногу, меѓутоа, тргнете од премиерот, немате повеќе ситуации. Да не бидам негов портпарол, значи немате ситуација како што знаеме ние, живееме, родени сме во овој град и во оваа земја, како претходно, кога вие не можете баш во секој кафич во центарот на Скопје да влезете или хотел, ако тамо некој од високите функционери веќе беше стациониран. Тамо имаше група на недодирливи. Оваа структура, и тоа е една од причините зашто јас години назад решив со нив заеднички политички да бијам некои битки, меѓу другото е сосема приземна во тој дел. Значи, ако збораме за привилегии на функционери, тоа мислам дека се однесуваат, зборам се за првите луѓе и за првиот човек на власт, се однесуваат практично идентично како пред да бидат на таа позиција. Тоа е основниот принцип кој самиот кај себе сакам да го применувам, да не се, освен што е протокол нужен, што не можам да го избегнам, се друго мора да биде како во мојот претходен живот, пред да дојдам на функција. За крај, кога ги спомнавме вашите претходници, имате ли комуникација со нив? Немам комуникација. Вие бевте дел од кабинетот на Црвенковски, тој Иванов е сега замина за клучниве прашања, например. Не. Сугестии да дават Немам некакви. буквално никаква комуникација, со Иванов никаква буквално комуникација, а со Црвенковски минатата година имавме средба, побара да се видиме, тие имаат, поранешните председатели и премиери имаат направено еден клуб, се вика, ми се чини Подгорички клуб, од регионот и се среќаваат на годишно ниво во различни градови од регионот. Тогаш беше редот на Скопје и дојде тука и имавме еден неформален состанок кој ме замоли да ја отворам таа конференција. И така и се случи. Тоа ми е единствениот контакт со Црвенковски по тој повод. А со Иванов немам никаква комуникација, веројатно не кажам во контекст на тоа, поранешните председатели американски, британски, функционери битни, ги имате секаде на конференции каде што придонесуваат кон некакви светски процеси. Кај нас ги нема молчат. Нема, меѓутоа мислам дека се работи за нивна лична одлука. Самите така сакаат по нивниот мандат така да се однесуваат. Се во тој другиот дел претпоставам дека немало некоја заедничка тема на која можеме да се најдеме за да продискутираме. Господине Петаровски, ви благодарам за разговорот. Благодарам за поканата.